Еве време е за уште еден прекрасен разговор кој што ви го најавив јас денеска рано наутро. Бовен терапија. За многумина може би новост, но за оние кои што ги почувствувале придобивките од бовен техниката е навистина радост да се говори, да се потсети за тоа какви се диагнози бовен терапијата може да ви биде поддршка. И денеска за прв пат на Алфа телевизија ќе откривам една тајна која што никогаш јавно не сум ја споделила со вас, да ви кажам од каде потекнува мојот мир, мојата сталоженост, мојата концентрација, а и мојата насмевка, дежурна насмевка, токму од примената и придобивките од бовен терапијата, која што јас ја спознав благодарение на мојата бовен терапевтка Цеце Несторовска. Добре ни дојде во Алфа телевизија. Благодарам, Сузе, добре ве најдов. Поздрав до вашата емисија, до тебе. Да. Ти благодарам што најде време. Знам дека толку многу си зафатена со практикување, со учење, со непрестано надминување себе си во областа на бовен терапијата овие изминати месеци, но сепак најде време ова саботно утро да дојдеш и да споделиме со сите гледачи информации кои што, како што реков, можеби за многумина прв пат ќе ги слушнат, но никогаш не е доцна да научиме нешто повеќе за терапијата која што може толку да биде делотворна, да ни биде поддршка во многу животни ситуации и да го активира нашиот внатрешен доктор. Точно, да ние сами се излекуваме и надминеме некои тешки физички и психички состојби. Ајде за почеток да им објасниме на гледачите што е бовен терапијата. Вака кога би сакала, Сузе, да кажам со една реченица што значи бовен техника, би рекла холистичка, неинвазивна, мануелна техника. Холистичка затоа што делува на целото тело, на сите органи буквално, неинвазивна затоа што е нежна, блага, терапевтот на ништо не го пресилува телото, само го активира практично внатрешниот доктор да тој сам си ја врши работата, и мануелна затоа што се работи со раце, нели? Така, не се притиска, не се масира, не се применува сила, не се користат ниту некакви масла или некакви други дополнителни. Потполно природна, значи неинвазивна терапија. Подсетува на оние стари тибетски техники, така, нели? Бидејќи се работи со раце, значи се работи на меките ткива, тоест на тетивата, тетивите, мускулите, лигаментите, и практично се испраќа информацијата до нервниот систем и телото се активира и почнува процесот на самоизлекување или балансирање на телото. Браво. Ние додека тече разговорот ќе следиме одредени фотографии, одредени инсерти, еве на кои што ќе можеме да искоментираме по нешто, можеби ќе видиме и одредени позиции и техники како бовен терапевтот пристапува кон за време на овој третман, ќе видиме и делови од местото каде што ти ги правиш овие бовен терапии и задоволни клиенти кои што почувствувале големи придобивки од овие третмани. Од она што јас како лично искуство го доживеав на првите третмани е дека помеѓу одредени бовен покрети се прави мала пауза помеѓу еден и друг. Зошто се прават овие паузи? Точно, таа пауза се прави бидејќи самиот бовен покрет значи информација. Таа информација што ние ја испраќаме на централниот нервен систем, тој треба да ја прими и да ја процесира. Затоа се тие паузи што се прават, од кога ќе ја прими, значи нервниот систем, тој ја испраќа на оној дел каде што е настанат проблемот или причинителот на самата болест или состојба. Да. Затоа се тие паузи. Така, дали бовен терапијата се смета дека е комплементарна техника? Секако дека е комплементарна, значи паралелно со медицината. Пример, кога доаѓаат кај мене клиентите, јас најнапред ги прашувам дали имаат некаква терапија и ги советувам да продолжат да ја примаат таа терапија што нормално е препишана од самиот доктор и што им ја дал докторот диагнозата, затоа што бовен терапевтот не е тој што треба да одреди диагноза на самиот клиент или пациент. Да, морам да ти признам, не знам дали тебе сум ти признала, но дома ме забележа моите најблиски дека откако јас почнав да ги практикувам бовен техниките, јас имам далеку поголема смиреност, сконцентрираност, посилна ми е моќта на организација на многу нешта во исто време, и јас почувствував огромно подобрување во начинот на кој спијам, поточно заспивам, бидејќи е тешко заспива во еден период. Дури и за моите 50 и кусур години никогаш не ми се случило да умеам да заспиам лежејќи на грб. Откако почнав да ја практикувам бовен терапијата,
И откако ти почна да работиш на тоа, јас можам да заспиам во секое време кога сум уморна лежејќи на грб. Дали може би и сонот е една од ситуациите кои што се регулираат? Секако баш ми е драго за тебе, Сузе, меѓутоа и повеќето клиенти истото чувство го имаат, бидејќи самата терапија е релаксирачка, значи доаѓа до едно подобрување на менталното и на емоционалното здравје на самиот клиент, бидејќи ние сме во постојана трка, постојано мозокот ни е со нешто оптеретен, со самата терапија доаѓа до буквално тотална релаксација на самото тело и балансирање на целиот организам. Да не биде дека само сонот го регулира толку многу дисфункции, толку многу диагнози за кои што медицината нема време ниту да ги преброи, не веќе напоменеме неколку од нив, значи мускулно-скелетни проблеми, како што се болки во грбот, во вратот, рамењата и така натаму, зглобови, стапала, проблеми со внатрешни органи, астмата, која што е многу позачестена последнава деценија, алергии, бронхитис, синузитис, обстипација, диареја, грчеви гастритис, проблеми со црниот дроб и така натаму, песок во бубрези, проблеми со ендокриниот систем, диабет, хипер и хипофункција на штитна жлезда, хормонални проблеми, гинеколошки проблеми, стерилитет, фиброцистични дојки, невролошки состојби, шијалги, дискус хернија, плантарен фасцитис. И тука морам да ги напоменам, бидејќи тоа се болести кои што зедоа огромен замав, Паркинсоновата болест, мултиплекс склероза, церебрална парализа. Дали и за овие навистина сериозни заболувања е огромна подршка бовен терапијата? Секако дека е огромна подршка и имам доста задоволни клиенти, поготово ќе кажам со мултипла склерозата, која знаеме дека веќе е во подем и ја напаѓа младата популација и таа е болест со 1000 лица. Клиентите кои ќе дојдат на бовен терапија, значи им се подобрува моториката, памтењето, остипации што имаат, значи функцијата на, значи им се подобрува квалитетот на живот. Да. Дали оваа терапија може да ја користат и луѓе кои немаат некоја конкретна диагноза, но вистина како што велиш ти се трудат да останат што е подолго витални, здрави, со добра меморија, со добра енергија животна, бидејќи нам на сите во текот на животот ни паѓа животната енергија и се чувствуваме болни иако немаме некоја диагноза. Така е, Сузе, значи бовен делува буквално на секој дел од телото, повторно ќе кажам, и не е потребно да има некоја диагноза. И го доведува во рамнотежа. Точно, значи го доведува во рамнотежа, во баланс самото тело и најчесто клиентите кои доаѓаат на терапија излегуваат среќни, задоволни и со нетрпение очекуваат следната терапија. Да. За тоа каква е динамиката и на колку време е практично добро да се доаѓа, ќе ни кажеш нешто подоцна и за почеток кажи ни нешто за историјатот на бовенот, бидејќи како што реков за многумина е ова нов термин, иако знам дека е од друг континент и е од не толку далеку, но од крајот на минатиот век, така нели стара техникава? Значи, техниката ја основал Том Бовен, значи во Австралија во крајот на минатиот век, каде што доста време работел и лекувал едноставно многу пациенти. Има податоци каде што пишува дека самиот Бовен, Том Бовен на ден имал по 60 пациенти, за после неговата смрт да ја наследи еден од неговите ученици, Освалд Ози со неговата сопруга, каде што ја основале првата академија во Австралија, за подосна да се рашили низ другите континенти, Европа, Азија, Америка, еве сега кај нас и на Балканот. Браво. И ја нарекуваат дар од Бога самата техника. Подарок од Том Бовен за човештвото, навистина. Големи се придобивките и штета би било да некој човек долго носи со себе некој терет, некој багаж, а да не се обиде на овој начин да си го симне тој терет. Кажавме дека за многу диагнози е огромна подршка, иако терапијата која што ви ја препишал вашиот лекар не треба да ја прекинувате. Значи морам да кажам дека бовен терапевтот не е доктор кој од утре па натаму вас ќе ви го превземе гајлето или грижата за вашата диагноза. Вие си продолжувате понатаму да си ја земате вашата терапија, но бовен терапијата ви е супер поддршка како засилување и оздравување што поскоро и враќање на телото во
на фабричко подесување. Ако секој од нас би можел навистина благодарение на овие техники да си го вратиме телото во првобитна функција и да не служи добро до крајот на животот, тоа е поголем подарок, од тоа нема. Кажавме дека дури и на бебиња се применува бовен терапијата. Затоа што е природна, нема несакани последици, значи бовен може да се применува од бебиња па до најстара возраст. Имам клиент што е 86 години, има проблем со колената и одлично се чувства, можам да ти кажам, после 4-5 терапии. Значи, тоа значи дека не постојат група на пациенти или група на диагнози каде е забранет бовенот или каде што може да има некакви известни контраиндикации? Нема контраиндикации, значи самата бовен терапија, кој што кажав повторно, е мануелна, природна, неинвазивна терапија и помага буквално на сите, ајде така да кажем. Така, верувам дека ќе охрабриме многумина кои што долго не превзеле ништо за себе и не направиле ама баш никаков преглед, никаков контакт или разговор со некој терапевт, па ни со својот матичен лекар. Верувам дека ќе ги поттикнеме да пробаат како на нивното тело ќе делува оваа бовен терапија. Цеце, може ли, смее ли бовен терапијата, бовен техниката да се практикува паралелно со некакви други терапии, масажи, киропрактики, акупунктури и така натаму? Што се не има и луѓето на вистина се бомбардирани од еден куп информации, понекогаш и дезинформации и бараме спас на првата препорака која некој ќе ни ја даде. Така. Значи, не се практикува бовен кога се работи самостално. Сега кога доаѓаат кај мене клиентите, првото прашање ми е дали користат некаква или одат на некаква терапија, дали е тоа физикална, дали е масажа, мануелна, медицинска, препишана од доктор или свеедно. И јас ги советувам, доколку почнале да прават физикална терапија, да си ја продолжат терапијата, од која ќе завршат да почнат со нашата терапија. Тоа е затоа што бовен терапијата се прави еднаш неделно. Зошто е тоа така? Затоа што кога ќе испратиме информацијата, рековме работиме на меките ткива, таа информација треба да се обработи и треба период од, ајде да кажам, недела дена, тоа е препорачано од Том Бовен, не од мене, значи таа информација да ја прими телото и да почне да делува на оној дел каде што има потреба. И сега доколку направил клиентот бовен терапија, а после тоа иде на масажа, телото доаѓа до едно збунување, не знае што понатака, нели, добива повеќе информации. И затоа практикуваме кога се работи само бовен, да се работи само бовен и да ги види благодетите на самата терапија. Јас се надевам дека нема да ми забележиш и нема да ми замериш ако кажам нешто кое што јас нема никогаш да го заборавам моментот додека јас чекав за првата терапија да дојде мојот термин и да влезам кај тебе, пресретнав на излегување една повозрасна жена во својата 8 или 9 деценија од својот живот, која буквално ја прегрнуваше Цеце со солзи во очите и велеше дека од денеска ќе те викам докторке, поради тоа што ти ме исправи на нозе. Ако добро разбрав и ако добро сфатив и ако знам дека тоа е професионална тајна, ниту ќе споменам било што поврзано со таа жена, но ова го кажувам за да ги подсетам гледачите дека се е можно и секој исцелување е возможно ако бараме чаре, ако бараме решение. Господјата била долго време неподвижна, така нели? Неподвижна, меѓутоа идеше со помагала, значи имаше проблем со колената, зависна од помагала и не можеш и нон-стоп некој требаше да биде со нејзе, бидејќи не можеше самостојно да се движи. Пробала и физикална терапија, пробала што ти не, значи години, дозна за бовен техниката, дојде кај мене, правеше неколку третмани, после нема да кажеме број колку третмани, значи кај нејзе телото ја прифати бовен терапијата и она ја ги отврли штаките. И дојде самостојно, без никаква поддршка, сама на врата. И секое доаѓаше све посреќна и посреќна. Поздрав до нејзе, знае која е господјата. Прекрасно. Прекрасно е навистина да се споделуваат. И убаво е чувството кога знаете дека на некој веќе сте му помогнале, да, нема подобро. Браво. Спомена колку е потребно. Колку реално и дали за одредени диагнози е потребно редовно и континуирано долг период да се доаѓа или е неопходно одреден број на третмани да се направат па да се прави пауза? Како практикуваш? Знаете како Суза, некој ќе рече ќе пробам бовен терапија. Бовен терапија не се пробува. Доколку е акутна болката, збориме свиткан зглоб во моментот, тогаш може да се направи терапија 2 и проблемот се решава. Меѓутоа кога се работи за проблем
проблем што трае за хронично заболување, тогаш се потребни повеќе терапии, затоа што и тој проблем и таа болест не дошла преку ноќ. Значи не е бовен магично стапче па со една терапија, исто кога ќе речете и со физикалните терапии, не може од 2 физикални терапии да помине, значи треба повеќе терапии, а не одредуваме ние колку, него самиот клиент, значи почнува да практикува еднаш неделно, се до оној момент кога самиот ќе се осети дека тој проблем е решен. Така, колку временски трае еден третман, една терапија? Од 35 до 45 минути, повторно ќе кажам, во зависност од реакциите на терапијата, на самиот клиент, затоа што некои клиенти во самиот третман добиваат реакција, значи телото веднаш ја прифаќа терапијата, зборувам реакција, струење, па треба да направиме подолга пауза, значи да се одработи таа информација, да се испрати правилно и затоа се рековме и тие паузи. Третманот не може конкретно да биде 35 минути, од 35 до 45 минути. Кои се очекувани ефекти после од едниот до другиот третман, до вториот третман? Што се е очекувано да се појави како очекуван ефект од самата терапија? Точно, значи добро е кога пример еве сега ќе кажам, дошол клиент каде што има проблем со кичмата или со рамото, после 2-3 дена таа болка може да се зголеми, значи поинтензивна да биде и може да се пренесе, ако дошол за левото рамо, да се пренесе на десното, па се чудат или ми се има случајно ми се јавуваат клиенти, па јас дојдов, рамото ме болеше, а почнаа колената да ме болат. Тоа е тоа што ви го кажам со бовен терапијата, терапевтот не одлучува он што ќе лечи, него самиот организам одлучува претходно. Госпоѓата што дојде за рамото имала повреда на колената, али таа била пред десетина стара повреда, сега останало нешто и самото тело препознало дека таму има уште нешто што треба да се регенерира и нејзи почнала таа болка која трае половина час, значи интензивно и после викаат како со нож пресечено не постои болката. Значи почнал тој процес на самоизлекување. И тоа е добрата вест. Значи може да се јави почесто мокрење, може да се јави диареја, значи тие се све очекувани симптоми, значи телото ја прифатило терапијата и почнало да делува. Колку е важно дали оној кој што дошол и закажал третман за бовен верува во тоа или дошол само заради експеримент или заради забава или само заради тоа што неговата мајка, сестра, баба или сопруга го принудила, го натерала да бара решение, но тој е скептик и не верува во целост. Многу е важно, Сузе, од причина што сепак информацијата ја праќаме во мозокот. Значи ако вие ставите блокада на мозокот и сами не верувате во терапијата, значи таа информација половично ќе се прими, ајде така да кажам, а доколку вие верувате, бовен, односно телото, ќе си одработи правилно целата терапија и ќе си почне тој процес на самоизлекување, зашто кој што кажав, бовен терапевтот учествува само со 20% во целата терапија. Мој е само да ја испратам информацијата преку тие покрети што се бовен покретите одредени, после телото си ја работи целата работа и вие самите, доколку верувате и го опуштите, затоа пред да легне самиот клиент, јас викам опуштете се, на ништо не размислувајте, никаква информација да не влегува во мозокот, да биде слободен, да може телото да се лекува. Цеце, многу ми е задоволство што проговоривме за оваа техника за која знам ти колку многу се вложуваш, колку многу се усовршуваш и понатаму ќе се усовршуваш, посакувам многу среќни клиенти, многу добри, приказни и еве ова нека биде потсетување за сите вие кои што досега не сте знаеле, а имате конкретен проблем или желба да го подобрите вашето здравје и вашиот животен стил, да си закажете еден третман и да верувате во ова, затоа што кога јас успеав на сите мои животни бури да ја задржам на смевката, смиреноста, енергичноста и волјата да го живеам и да го сакам овој живот таков каков што е, тогаш можете и вие. Бовен терапија Скопје, ќе те најдат на Facebook, така нели? Така, да. И ќе си закажете таму третман, таму имате контакт телефони, сите неопходни информации, доколку не ја најдете така можете преку мене и секако ќе ви најдеме можност да и вие да блескате во сите години од вашиот живот, бидејќи секоја година е прекрасна возраст за живење. Така е, Сузе, ти благодарам уште еднаш што ме покани и уште еднаш се гледаме на твој терен некој следен пат. Секако. Така, тоа беше Цеце Несторовска.